почитувани представници на печатените и на електронските медиуми, со особено задоволство би сакал да ги информирам граѓаните на општина Велес дека општина Велес денес доби официјално писмено известување дека доби проект вреден над 1 милион евра. Тоа е најголем проект што досега воопшто го добила општина Велес како грант. Денеска и официјално добивме писмено известување од проектот за локална и регионална конкурентност на Светска банка дека проектот на општина Велес Смарт езеро Младост или Паметно езеро Младост на македонски, прва иновативна туристичка дестинација во Македонија во висина од 66.324.937 денари или околу 1.080.000 евра е одобрен. Според апликацијата 59.927.621 денари или во евра 974.433 ќе ги обезбеди Европската Унија од ИПА програмата, а со нив ќе управува проектот на Светска банка. 10% или изразено во денари 6.397.315 денари, односно 104.000 евра, се учество на општина Велес преку програмата за активностите на општината во областа на локалниот економски развој за 2019 година. Би сакал да упатам искрена благодарност на партнерите во проектот, Центарот за развој на Вардарскиот плански регион, винариите Шато Сопот и 300, хотелот Романтик, ресторанот Бела вода, хотелот Ресторан Панини и новиот хотел Глориус, што ги прифатија учествата и во целост го поддржаа нашиот проект. Ова е пример на вистинско и одржливо партнерство помеѓу општината, регионот и приватниот сектор. Проектот Смарт езеро Младост, кој е усогласен со нашата стратегија за развој на паметна општина Велес, е интегрирана целина од вкупно 27 активности, од кои 8 се инфраструктурни зафати, 9 се набавка на опрема, 3 активности за сигналитика, 2 активности за обука и 5 активности за туристичка промоција. Во областа на инфраструктурата со проектот ќе добиеме: прво, уредена и осветлена пешачка патека со модерен изглед на потегот од влезот на езерото до хотел Романтик во должина од 750 метри, пристапна за лица со ограничена мобилност. 2. Пристапен пат до винарија Сопот во должина од 600 метри, асфалтиран. 3. Екокамп на површина од 1500 метри квадратни со пристап од 350 метри. Во екокампот ќе бидат поставени 7 типизирани куќички од дрво со соларни панели. Куќичките се проектирани во форма на барик, односно винско буре, како символ на почетокот на македонскиот вински пат по кој е препознатлив регионот. Во екокампот ќе имаме атрактивен парк за авантури за деца, изработен во дрво и други природни материјали. 4. Ќе добиеме смарт или паметен паркинг со користење на дигитален систем за управување со 23 паркинг места. 5. Паметно осветлување со максимална заштеда на енергија со 43 сијалични места по должината на патеката и на паркингот. 6. Пейсажно и хортикултурно ќе го уредиме крајбрежниот појас на езерото под пешачката патека, со што ќе добие езерото нов атрактивен изглед. 7. Ќе добиеме ново туристичко информативно биро во Велес, и тоа во центарот на градот, во поранешната зграда на општествено-политичките организации, нешто што го немаме, а одамна му беше потребно на Велес. 8. Воедно имаме и убава вест за велосипедистите, кои со проектот ќе добијат велосипедски патеки околу езерото и до винариите 300 и Шато Сопот во должина од 17,5 км. Од опрема ќе добиеме: прво 20 паметни велосипеди
дигитален систем за управување и простор за нивно чување. 2. 5 паметни клупи на соларна енергија со можност за полнење на мобилни телефони и компјутери и со пропратен дисплеј за промоција. 3. Ќе добиеме полнач за електрични возила класа B+. 4. Ќе добиеме исто така и 30 канти за селекција на отпад. 5. Ќе добиеме 5 паметни контейнери за отпад со паметен уред за следење на полнењето и дигитален систем за управување, нешто што се уште го нема во Република Македонија. 6. Љубителите на птици и орнитолозите ќе добијат платформа од дрво за наблюдување на птици со хранилиште и панорамски телескоп за наблюдување на птици. 7. Ќе имаме киоск за продажба на локални производи од регионот и промотивни материјали за езерото и за целиот регион на македонски и англиски јазик. 8. Ќе имаме 6 клупи изработени од паднати дрвја покрај езерото. 9. Ќе добиеме интегрирано софтверско решение со платформа за управување со сите смарт елементи кои се составен дел на овој проект. Во однос на сигналитиката, ќе ги добиеме следните работи. Прво, ќе поставиме промотивен билборд покрај автопатот Е75 во непосредна близина на винарија Сопот за промоција на смарт езерото и Вардарскиот регион на англиски и на македонски јазик. 2. Ќе поставиме 5 унифицирани табли за сигналитика од дрво и рециклирани материјали со информации за најзначајните атракции во регионот на македонски и на англиски јазик. 5 табли со информации за флората и фауната на езерото Младост на англиски и на македонски јазик и 5 табли со пораки за заштита на околината исто така на македонски и на англиски јазик. 3. Ќе добиеме и хоризонтална и вертикална маркација на велосипедската патека со 6 унифицирани табли од дрво за местата за одмор по должина на патеката, која реков е долга 17,5 км. Проектот вклучува и 2 обуки за вкупно 60 лица вработени во угостителските објекти во регионот и тоа. Прво, обука за лидерство на менаџери од средно ниво на менаџмент во областа на туризмот за 30 лица од целиот регион. 2. Обука за англиски јазик за 30 туристичко-угостителски работници од регионот. И како 5-ти пакет на активности во областа на промоцијата, проектот вклучува: прво, 2 промотивни спота за смарт езеро Младост и за регионот; второ, веб страница Смарт езеро за промоција на езерото и на регионот; трето, објава на промотивни содржини на социјалните медиуми, на Facebook, на Twitter и на YouTube; 4. CMC сервис за привлекување на туристи и возачи кои поминуваат на автопатот Е75; 5. Ќе добиеме и 2000 промотивни брошури и 5000 флаери за смарт езерото и за целата дестинација. Особено е значајно што проектот ни овозможи да ја продлабочиме соработката со бизнис секторот, односно собствениците на угостителските објекти околу езерото Младост, кои ќе имаат големи придобивки од проектот. Писмото на намери со угостителите кои во моментов вработуваат 147 лица е дел од апликацијата на проектот. Според плановите, проектот треба да заврши до крајот на 2019 година, но точните термини ќе ги знаеме по потпишување на договорот. Ова е огромна шанса Велес да прерасне во значајна транзитна туристичка дестинација не само во Македонија, туку и пошироко во регионот и да го искористи потенцијалот на езерото, крај кое годишно поминуваат над 2 милиони туристи. Воедно проектот ќе отвори нови работни места и ќе ја зајакне локалната економија, што е од исклучително голема важност за Велес. На крајот би сакал да им се заблагодарам на Европската Унија, чии средства се овие, и на Светската банка, која
ќе менаџира со проектот, што ни дадоа доверба за реализација на овој значаен проект за Велес, како и на целиот тим на Општина Велес, кој работеше на апликацијата. Верувам дека ќе ги оправдаме нивните очекувања со успешна реализација и долгорочна одржливост на проектот. Би сакал да ви најавам дека одма после ова ќе следи видео презентација за екокампот и паркот на Авантури. Кампот и паркот на Авантури. Горе каши горната страна, на локација. Како искуство го видовме во Франција, кога бевме во Алзас, ама ова е за деца, не е за возрастни. На Златибор има. Да, там има за возрастни парк на Авантури. Ова е за луѓе.